Скромниот дом на семејството Иванови од Кочани е загрозен од фекалните води што се излеваат од канализационата шахта на улицата Стамен Манов. Состојбата станува сериозна после секој пороен дожд, кога фекалиите влегуваат во единствената собичка во која живеат 8 членови на семејството. Мајката Милица Иванова вели дека се плаши за здравјето на децата кои живеат со неа, особено во топлите летни денови, кога е зголемена можноста за појава на бактерии. Затоа со помош на своите најблиски се обидела да изгради импровизирана заштита за да спречи водата од канализацијата да влегува во куќарката. Катастрофа е, катастрофа, кога дојде целата вода озгор, целата ударе унатр. Јас стават тие блокови така заштитував, не бива ништо. Малку прави тука дојде татко ми прави така, стави цевки да не заштита, ама џабе, значи целата вода, унутра така мушама што имам, па е бришан збираме водата. Вода има до тука кулавам. Одам у собранието, никој ништо не ни спомага. Ниту Милица, ниту нејзиниот сопруг не се вработени, а се издржуваат од собирање пластика и други секундарни суровини. Земаат скромна социјална помош, со која не можат да се грижат за нејзините и децата на сестри, која неодамна починала. Со 6 деца, на сестра ми чувам деца, починена е, скоро ставаме 6 месеца, 36 години почина. Јас имам 2. Момчето, јас 7 души сме у куќата, одам доле у социјалната помош, тражам за децата, не ми спомага. Не те следува. Шишења збирам па ги ранам. На социјално, што е социјално? Мало дете има, млеко ли да купиш, леп ли да купиш, ни ли да ги чуваш, сака да се облечат. И они са деца. Иванови очекуваат канализационата шахта на Стамен Манов да се исчисти и да се покрие, за од неа да не се излеваат фекалиите. Веруваат дека само така ќе го зачуваат сопственото и здравјето на децата, за кои велат дека не сакаат да ги дадат во дом за деца без родители.